Добар ден, почитувани термин за изборната дебата во рамките на кампањата за локалните избори 2025. Денеска гости во студиото се кандидатите за градоначалник на општина Илинден и би им посакала добре дојде на нашите гости, господинот Жика Стојановски, кандидат на СДСМ и господинот Александар Георгиевски, кандидат на ВМРО-ДПМН. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден за гледачите на Телевизија 24 и задоволство ми е што сум тука во студиото. Секогаш е пријатно во вашето студио за да може да ги испрезентираме нашите видувања и програми. Во рамките на самата дебата знаете дека имате идентично време за представување, секако за реплика и контрареплика, но пред самиот старт на разговорот јас да напоменам дека требаше да биде во студиото и Маријан Маринковски, кандидат за градоначалник на Левица, но тој поради лични причини рече дека не може да учествува на оваа дебата. Сепак ние ја почнуваме дебатата за општина Илинден секако аргументирано преку диалог, аргументи и одговори за клучните прашања за развојот на оваа општина. На самиот старт би сакала едно конкретно прашање за тоа каква е вашата визија за општината Илинден во наредниот 4-годишен период и што очекувате да биде пресудно во однос на тоа кога би ви ја дале довербата граѓаните на Илинден. Повелете, господин Еве Александар, може би почнале од вас. Ако нема проблем. Најпрвин еве уште наш добар ден и од мене. Поздрав до Телевизија 24 и до сите гледачи поред малите екрани. Како што споменавте, сега сме во предизборие, на 19 очекуваат локални избори и нормално настапуваме со соодветни програми, така и јас како кандидат на ВМРО-ДПМН за престојниот 4-годишен период имаме изготвено содржајна програма која се темели на развој, просперитет, изградба на модерна инфраструктура, развој на образование, предшколска возраст, развој во делот и модернизација на јавните комунални предпријатија, развој на деловите кои што сметаме дека во идниот период треба да се стави поголем акцент. Нашата програма се базира на неколку столба, како што напоменав. Во делот на модернизација на инфраструктурата имаме предвидено многу проекти кои што се насочени кон изградба, реконструкција, рехабилитација на клучни делници и патишта во нашата општина. Понатаму имаме соодветни проекти кои што верувам ќе ги дискутираме во наредниот период, а се однесуваат и на изградба на нови линии на фекална канализација, проекти кои што предвидуваат изградба на нови доградби и нови делови на нови училишта, нови градинки, понатаму изградба во спортската инфраструктура, на нови центри и така натаму, така да една содржајна програма која што нуди можности, нуди решенија за секој граѓанин, која што исто така е надополнета и надоврзана на се она што го работевме изминатиот период и која што ќе значи континуитет во работата за идниот 4-годишен период. Нормално дека во тој период заедно со граѓаните во еден партнерски однос сметам дека ќе изградиме уште помодерна, подобра и општина Илинден како што ја заслужуваат граѓаните и општина која што го докажа тоа во изминатите години дека и како општина, но и како жители сите ние заедно можеме и знаеме како понатаму Илинден да биде еден развојно и убаво модерно место за живење. Господин Жика, во уведните 2 минути околу вашата визија за општина Илинден. Општина Илинден јас ја гледам како една силна, просперитетна општина, препознатлива не само во Македонија, туку и во регионот, со силна економија, со напредни инвестиции во сите области на развојот, лидер. Значи, општина Илинден била и треба да биде лидер во сите области на развојот, почнувајќи од локалниот економски развој, во образованието, згрижување на деца од предучилишна возраст, внимание кон младите, посветување на младите, сите проекти во функција на младите, исто така и за повозрастните, сето она што значи квалитетен и среќен живот. Тоа е мојата визија и тоа ќе го продолжиме да го работиме. Јас во овие 2 минути би сакал да искористам и за овој мандат градоначалникот, и сега најавува и за следниот мандат. Меѓутоа, јас сакам само да прашам, да каже еден, ама само еден проект
кој го има реализирано. Лично негов проект. Значи, лично твој проект, почнат и завршен во овој мандат. Значи, само еден проект да ми кажеш кој е почнат, осмислен и завршен во твојот мандат. Ама само еден проект. Добро, не мора еден, ќе наборам 10, 20, 30, 50 проекти. Значи, да. Многу сум јасен во обрашањето. Ова како реплика ќе го земете сега на... Не, ама ќе ми треба поише време да му одговорам, затоа што се многу. Ќе почнам од модернизација на инфраструктурата, па ќе продолжиме натаму. Комплетно во делот на инфраструктурата изградивме, реконструиравме над 80 патишта. Значи, комплетно го реконструиравме, изградивме улици во местноста Јака, која што беше запоставена, изградена улица 109, изградена улица 101, изградена улица 120, изградена улица 119. Понатаму, во делот на патната инфраструктура, изграден е комплетно и реконструиран патот кој што беше од 74-та година непипнат, а тоа е патот од Миладиновци до Бујковци во должина од 1500 метри. Понатаму патниот правец од Бујковци до Мршевци во должина од 1100 метри. Понатаму патниот правец кон Најватовци или улицата 36 во должина од 700 метри комплетно реконструирана. Комплетно реконструирана улицата 8 во должина од над 1000 метри со нови тротоари. Комплетно реконструирана со нови пешачки патеки и реконструкција на постојаните улицата 9 со 532 по образувањето од Халкбанка до крајот, каде што реконструиравме водоводната линија која што беше дотраена и запоставена години и години. И таму имаше секојдневни дефици, некој претходно не го размислувал тоа. Ние сега го реконструиравме и ја направивме таа линија. И реконструиравме линијата затоа што сега ме праша, па морам да ги набројувам проектите, нели? Улицата 11 во населено место Кадино, комплетно реконструирана со пешачка патека. Улицата 532 остаја само 300 метри, ништо не направија, па моравме да ја довршиме до крај. Таму исто 600 метри реконструиравме водоводна линија, која што беше исто дотраена и уништена. Почнавме со реконструкција на водоводната линија, сега кога отворам за патиштата ги комбинирам и овие проекти кои што се исто така битни. Во населено место Кадино, каде што исто така беше дотраена и која што беше запустена и и имаше ностоп дефицит. Некој не се грижал 20 години за тоа. Сега заменете и веќе на тие 700 метри немаме нови дефици. Понатаму, ова е дел, само имаме уште многу да набројуваме во патната инфраструктура, но заради времето, во однос на фекални канализации. Комплетно. Добро, како посебна тема ќе го ставиме, нели, канализационата мрежа, водоводната мрежа, меѓутоа го гледам господинот Джика дека сака можеби контрареплика на ова што досега беше изложено. Апсолутно, изградба на инфраструктура, модернизација на инфраструктура, сето тоа е во континуитет и тоа ќе се работи, се работело и ќе се работи. Населбата Јака не е твој проект, населбата Јака е почнат и тој е проект кој што ќе треба максимално да се изработи онака како што е осмислен. Значи, инфраструктурните проекти и населбата Јака не се твој проект. Јас конкретно прашав, само еден проект да ми наброиш, значи не се мачи. Да. Еден проект. А сега ви ги набројав 10. Еден проект само, лично твој, осмислен, отпочнат и завршен во овие 4 години. 4 години не е мал период. Те замолам, погледни во камерата и на гласачите, кажи, ама немој да ги лажеш. Твој проект отпочнат и завршен во овие 4 години. Заправка и патната инфраструктура. Сега ќе продолжам кај изградба на другата инфраструктура, значи, пример. Комплетно, а ќе одговорам понатаму за Јака, само да одговорам за Јака, кога вика дека бил негов проект. Каков негов проект е, луѓе мои? Па тој гости Ораница, таму беа ниви. Ние кога отидовме таму, луѓето протестираа пред 4 години, ја блокираа општината. Само ги продаде земјиштата, го оттуги тоа земјиште, ги зема парите од луѓето и ништо не вложи ни еден денар. Ни ја остави како багаж таа населба, па ние моравме овој период да мислиме и на фекална канализација, на доградба на водоводни системи, на улично осветлување, на изградба на улици и патишта. И сега да збориме за Јака е срамота да го каже бил негов проект. Негов проект Ораница да ги собере парите, да ги продаде 350 плацеви во Јака и да си отиде. Тоа е, мислам, ве молам. Исто така таму остаја еден куп луѓе кои што имаат договорни казни. Навреме не реагирале, не воделе сметка за луѓето што имаат договорни казни, не ги следеле договорите што ги склучувале. Па сега имавме еден куп маки со тие луѓе да се разбереме и да направиме нешто. Ајде додека сме кај Јака, еве да го расчистиме тоа прашање. Имаше нели протести, граѓаните протестираа, во кој дел каква беше состојбата, еве, и кој е
крајно решение за да добијат еден квалитетен живот жителите што се таму? Во општината Илинден има детални урбанистички планови каде што се правеше и развојот и сетото. Еден од тие делови за развој на младите, за луѓето кои што нема доволно средства да купат станови, да купат куќи, така беше осмислен проектот. Тој беше сепак проект и на национално ниво за да може да се згрижат младите. Сето тоа се изобезбеди, се уредија работите, се изработија сите проекти и на база на тие проекти се добива и грантови и средства за финансирање за изградба на целата инфраструктура која што треба да ја има населбата Јака. Јасно беше во самиот старт проектот не беше планиран општина Илинден од сопствениот буџет да ја изгради целосно, туку 90% од централната власт, 10% од општинската власт. Ние во тој период работевме интензивно и беше подготвено за инвестиции и целиот тој дел добро осмислен за да продолжи да функционира. Сите проекти што се изработени во тој проект. Затоа прашањето ми е мене сега. Што е она што како проект е почнат во твое време? Овој проект ќе се продолжи и понатаму, секогаш си бара модернизација, подобрување, почнувајќи од водоснабдувањето и така натаму. Значи, проект кој што и понатаму си бара развој. Тоа не се завршува за краток период. Тоа ми е јасно на мен. И сме оставиле добра подлога за понатамошен развој. Прашањето ми е дали има воопшто некој автентичен проект градоначалникот што го почнал за да видим и да го завршил. Еве, овој јас сум го почнал, не сум го завршил, затоа што и реално таквите проекти, посебно инфраструктурните, барат континуирано и одржување, и инвестирање, и проширување, и модернизирање. Повелете, Прво за Јака, пак е куп невистини, ниту владата му ветила, ниту има некој подпишан договор 90-10. Тоа се негови измислотини кои што смета дека ќе му поминат во јавноста. Тоа нема врска со реалноста. Тоа е не постои таков договор, нема одлука на влада, нема ништо. Значи класично лажење на граѓаните имаме тука. Во однос на проекти, пошто га ми се истира, ќе почнам сега со фекалните канализации, имам уште многу докажување. Значи комплетно проектирање на фекална канализација во местноста Плац во Илинден. Од должина од неколку километри, завршен. Комплетно проектирање на делот од Калино кај што нема фекална канализација, двата сегмента веќе се завршени, почнуваме со третиот сегмент. Овие проекти што ги вика во Јака ги оставил, тие не само што биле неквалитетни, него требаше поново да ги преправуваме за да ги дотераме како што треба да бидат, за да можеме да градиме. Во однос на другите сектори, веќе земам во делот на спортот, направивме спортско-рекреативен центар со атлетска патека, со нова тартан подлога, со трибина. Драго Маневски го нарековме, го дадовме името по еден наш паднат бранител. Ги реконструиравме сите спортски терени во сите населени места. Изградивме теретана на отворено во населено место Марино. Во делот исто така на здравствената заштита, изградивме комплетно нов здравствен дом. Тој беше руиниран, го срушивме. Тоа го ветуваше тој во сите мандати. Не го направи. Направивме комплетно нова зграда, иако тоа не е обврска на општината. Тоа ние го завршивме, го ставивме сега во функција од пред месец дена и го предадовме на Министерството за здравство, кое што после изборите има најава дека ќе распиши концесии за дополнителни, тоа е веќе нивна надлежност, за дополнителни услуги кои што треба да ги дадат на граѓаните. Значи, кога збориме за проекти, тој со неговите проекти е само мачкање и ништо повеќе. Па замислете, ја доградивме градинката. Замислете предходната, која што беше школа, тој го пренамени во градинка, правил некој доградби, не ги запишувал. Дивоградби беа. Па ние се им ги запишувавме. Школите не ги запишале во катастар. Дивоградби школи имаа. Замислете, и сега кажуваме ние за некои проекти, кажуваме колку ние се грижиме за граѓаните. Абе, Дивоградби имавте, човек. Дивоградби ви стоева незапишани тие објекти, не безбедни. Не да Боже нешто се случило, секој ќе одговарал. Тоа го видовме што го направи. Минути имате сега за контрареплика, еве конкретно за овие што ги споменавте. Добро е што овие 4 години не успеавте да срушите сето она што претходно беше изградено.
И затоа и се кандидирам за да не оставиме уште 4 години за да изрушите се што е изградено. Што зборуваме за спортски и рекреативни центри? Па делата ги знаат луѓето. Спортскиот рекреативен центар, игралиштето, еве, кажувате инвестиравте во игралиште. Игралиштето, стадионот на Илинден, ги уништивте, извадивте тревата која што функционираше во сите 4 годишни времења игралиштето, сега извадивте, ставивте пластика. И еве сега заврна и таму е езеро. Не знаеме за што станува збор. Дали инвестиравте или уништивте. За здравствениот дом, тој не ви е во функција, тоа е нефункционална зграда. Зошто инаку учениците би оделе во автокоманда еве сега да одат на преглед, а не одат во амбулантата ако велите дека сте ја пуштиле. Значи тоа е повеќе уништување отколку инвестиции. Нефункционално ви е тоа. Значи, здравствениот дом пред тоа беше руина, граѓаните кога влегуваат таму, во секој момент можеше нешто да им падне на глава и да ги утепат. Тој го ветуваше во програмите, не го направи, ние го направивме. Кои здравствени услуги еве ги има, бидејќи рековте се работи за нов нов предвиден за здравствен основни здравствени услуги, примарна здравствена заштита. Но ние сега со доградбата значи изградбата што направивме, сега новата зграда има потполно 3 пати поголема квадратура од таа претходна. Во функција. Сега да се доискажам сега, значи и таа е предадена на Министерството за здравство пред месец дена. Тие веќе почнаа некои концесионери заради изборниот период не можат концесии да распишуваат. Тоа е информација што има од Министерството за здравство. Но општината имаше обврска, ние си преземавме сами обврски да ја изградиме таа зграда. И ја изградивме. Тоа е капитална инвестиција. И сега со договор ја пренесовме на владение на Министерството за здравство, кое што понатаму ќе раководи, затоа што е под нив, по здравството е. И меѓу другото, таму веќе почнуваат и наредниот период имаат, така е по нивниот закон, распишуваат концесионерски повици каде што многу можат да се пријавуваат и да градат. Во однос да даваат и други услуги од специјалистичката заштита. Во однос на игралиштето, сега го спомнам, зборам за друго игралиште, поминува секој ден не го гледам, а спомнам стадионот. Тој стадион, тој го ветуваше не знам колку години. Сега теренот, што неговите пајташи таму отишле да сликаат некоја вода, нема врска. Тој има дренажи, у моментот кога врнеше цело Скопје беше поплавено, за 15 минути беше тоа издренирано и сега, еве, вчера си играа таму мечеви, без никаков проблем на сув терен. Воедно, ние веќе подпишавме договор за изградба на трибина за 1100 гледачи токму на тој стадион. Подпишаме договор, готово. Почнуваме после изборите. Со подтрибински простор, со простори за соблекувални, други простори, партерно уредување на целиот простор. Мораме сега да дадеме простор на господинот Стојановски, повелете со, еве, одиме од тема на тема, меѓутоа генерално тоа се работи кои што директно ги засегаат жителите на Илинден, најде околу спортските терени, она што го споменавте. Околу спортските терени во претходниот период јас додека бев градоначалник беа изградени низа на проекти, низа на спортски терени. Јас кажувам за терени што биле во функција и се уништени, не се изградени. Нема таков терен што е уништен. Напротив е подобрен. Што да зборуваме, еве, околу терените, околу спортот и така натаму. Ти оставив спортски клуб во прва лига. Сега едва екзистираат во трета лига. Прва лига, кај бе прва лига? Кој прва лига? Да чува и да брани. Се гледа дека не протишпори, дека врска немаш од спорт. Каква прва лига? Што збори што дека народ гледа по телевизија? Фудбалскиот клуб Кадино кога беше во прва лига? Прва лига бил Кадино? Да. Вие зали се слушате што зборите? Па не знам кој не се слуша. Леле, ова мора, ќе го вадиме со рилови ова. Ќе биде интересно дека прва лига бил. Без разлика, човекот не знае што збори. Клубовите беа едни од најдобрите. Значи клубовите се движеа од почетокот до крај се во напредок. Тој клубот требаше да влезе во прва лига, вие уништивте за да требало да бил во прва лига. Беше за прва лига. Беше за прва лига, добро. Тоа сакам да кажам, сите беа во добри лиги. Сега сите се мачат во трета лига, не може да екзистираат. Напротив, ние сега донесовме спонзори во ФК Илинден, од оваа година има и спонзор, класичен, добар спонзор кој што се надевам дека ќе вложува и ФК Илинден. Така, за успехот сега на фудбалски клубови сепак е тоа една поширока тема што директно зависи од тоа, од тренери, од начинот на кондиционен се. Меѓутоа, генерално она што граѓаните ги интересира какви спортски терени ќе имаат. Можеби тоа е поклучното, како истите ќе се одржуваат меѓу другото. Во општината има изградено повеќе стадиони.
2 има во Марино, 2 во Кадино, во Илинден и во останатите населени места, каде што се условите создаваа квалитетни клубови и сето тоа на крајот финализираше со еден добар спортски амбиент. Тој спортски амбиент мора да се одржува. За младите, за да имаат простори, сепак мора да се создаваат уште по-сериозни. Значи, за 4 години, ако не сме успеале еден стадион да се изгради, а претходно сме изградиле повеќе стадиони, тогаш зашто зборуваме ние? Секогаш спортот треба да се создаваат услови не само директно кај поединци, туку треба генерално во сите области на спортувањето. Затоа во иднина, покрај фудбалски клубови за младите, ќе се изгради базен каде што ќе може да се воспостави и тој вид на спорт, каде што ќе можат и младите, и рекреативците, и професионалците да го користат. Значи во тој дел. И дополнително две спортски сали. Двете спортски сали во училиштето, училишниот простор во Миладиновци и во просторот на влезот на Илинден во ограѓе, каде што е сега новото училиште, за да можат и младите, и учениците, и спортистите, и професионалците да ги користат тие. Значи, предвидени се и ќе ги изградиме. Тоа е покажано дека во изминатиот период се што имаме зацртано, се што имаме испланирано е реализирано. Тие дела стојат. Тие дела не може никој да ги прикрие. И овие се нови проекти кои што ќе ги изградиме во средните 4 години за да има одлични услови во делот на спорт. Значи, две спортски сали и базен, покриен универзален базен со сите услови за професионални превари. Повелете. Имаше 17 години време да изгради некоја спортска сала, ние не изгради за 17 години и таа една што има во општината изгради владата на ВМРО ДПМН. Во тој период исто и тие два терени ги изгради Агенцијата за млади и спорт, каде што граеше 100 терени из целата држава, ги изгради и тие, вклучително и некои други и тениските терени. Тој ништо не изгради, напротив, сега ги реконструиравме сите спортски терени. Спортскиот терен, кој што се наоѓа во рамки на основното училиште Гоце Делчев, има два, фудбалски и кошаркарски. Тие беа стаени од време на Југославија. Сега ги реконструиравме, едниот на вештачка трева, другиот на специјална подлога. Направени се нови. Во Кадино, во дворот на основното училиште, тотално направен нов спортски терен, на бетонска подлога специјална. Го реконструиравме игралиштето во Кадино на вештачка трева. Беше тотално промашување, не го платиле, па ние го плативме, на суд изгубила општината, затоа што не плаќале, па ние го исплативме и направивме нов, и тој го плативме. Значи, да го потсетам. Изградивме и го реконструиравме теренот во Бунарџик, нов терен во Ајватовци. 17 детски терени за мали деца изградивме. Во Миладиновци, во централниот дел на населеното место, изграден нов спортски терен. Во рамки на основното училиште, исто така е реконструиран комплетно со осветлувањето, со огради, сите овие терени се работат. Во Текија исто така е реконструиран спортскиот терен. Во Бујковци е реконструиран спортскиот терен. Нов баскет терен изграден во Мралино. Нов баскет терен со детско катче изграден во Бучинци, што никогаш за 17 години не е сходно да го направи тоа таму. Во Мршевци е нов баскет терен и детско катче изградено. Само во делот на спортот. И не само тоа. Воведовме субвенции за најуспешните спортисти. 65 најуспешни спортисти секоја година добиваат еднократна субвенција од страна на општината. И тоа ќе го продолжиме и наредниот период. Нешто што претходно беше мисловна именка кога збориме за младите и за спортот. Понатаму изградивме во делот на спорт, во делот на спортската инфраструктура, како што кажав, започнавме со изградба на стадионот. Тоа е едно големо ветување кое што со теренот е започнато, реконструиран е теренот, сега идеме трибината, партерно уредување, осветлување по највисоки стандарди, тоа ќе биде стадион од највисок квалитет. Понатаму предвидуваме изградба на нова физкултурна сала во Миладиновци, во рамките на тоа основно училиште. А со преадаптација на таа спортска сала, постојната сала ќе се пренамени во училни и таму ќе го решиме проблемот со едносменското работење во тоа училиште, што работи двосменски. Гоце Делчев, најстаро училиште, 60 години работеше
една смена, сега работи двосменски и така натаму. Имате контрареплика околу ова или ќе почнеме и со други прашања, бидејќи има навистина? Значи зборуваме цело време за реконструкции на постоечки објект, за санации на постоечки објект. Значи, си ја видел ти атлетската патека, атлетска патека им изградена. Ако не си знал, пошто или не те гледат, не се движиш, види, помини, прошете, ќе видите атлетска патека, трибина и нов терен. Не знам ти дали си прошетал. Јас сум прошетал многу. Сето тоа е проекти из подготвени од моје време. Значи јас ти не кажа ни еден проект само за овие проекти. Нит си направил проекти, нит си ги реализирал, 17 години си имал простор да ги реализираш. Еве сега можеби со новите пријатели од СДСМ, не знам, еве, може така ги нив им кажуваш навистини, па ти веруваат во тие флоскули. Значи се гледат проектите и граѓаните знаат. Јас само сакам да те прашам што ти направи. Па до сега се што го зборуваш. Со што се бавиме сега? Што е актуелно во последниот период? Ѓубришта, депонии, загаден воздух, прљавштини, јавна чистота на нула ниво. Со тоа ли дојде време? Па тоа го средивме ние уште 2005 година кога бев првиот мандат за градоначелник. Ние расчистивме со тој. Значи пред 20 години ние веќе сме го решили овој проблем. Вие сега се бавите со диви депонии и со неуредно работење. Еве веќе одиме на нова тема, ќе мораме, значи бидејќи мораме и времето да го запазиме, ќе имате можности за контрареплика секако. Околу комуналните проблеми и околу еколошките, ајде да ги кажеме проблеми. Ќе да довршам. Так, повелете, меѓутоа ќе мораме Значи, јавната чистота и сето ова загадување што мораме да живееме на буништа и во загаден воздух и да се одрази на здравјето, а здравјето кажуваме дека е пред се. Како ќе го заштитиме здравјето? Колку ни вреди на здравјето? Го споредуваме со ѓубришта? Тој проблем бил решен пред 20 години, сега го наметнувате, го враќаме. И сега зборуваме за некои други проекти. Тоа е почетна основа, значи не можеме понатаму да се движиме доколку не го решиме тоа. Тоа е основата. Зборувавме за значи организирано управување со отпадот. Ние имавме договори, го изнесувавме сметот на Дризла уште во 2005 година, за сега да се истура по сите содржини, со сите простори ова. Кажете ми како се доведе општина Илинден од лидер, од препознатлива општина по чистотата и хигиената, да сега се претвори во буниште? Може. Повелете, да. Не, првин, ја не знам како луѓето немаат срам. Кога зборат за јавна хигиена, вака да кажуваат и да напаѓаат. Не, првин ќе кажам дека Илинден е пример за одржување на јавна хигиена, и ако градот е во една тешка ситуација, сите граѓани и сите луѓе што транзитираат, па и нашите граѓани се свесни дека Илинден е за неколку скалила почиста од градските средини. Тоа е едно. Друго, го слушам како ми објаснува за јавната хигиена. Замислете за диви депонии. Јас кога ја преземав општината, исчистивме 28 диви депонии. Имаме слики за тоа каде биле тие диви депонии и како сме ги исчистиле. Меѓувреме, тие нема оставено едно здраво возило за да може да транспортираме комунален смет. Сметот го носеа на диви депонии во тоа време. Сега ситуацијата е многу поинаква. Сега еве само споредбено ќе ви кажам. Во 2025 година имаме транспортирано негде околу 5.500 тони кон Дрисла, а до 2021 3296. Тоа е зголемување за 80%. Не е пораснала општината толку. Кај го носеле тој смет? Прашајте ги. Прашајте го него кај го носел тој смет. Тој го закупуваше на таа дива депонија, кај што се сликаат сега, тој ја измисли таа дива депонија, пошто не беше, ако не сте знаеле, претходно директор на јавното комунално предпријатие, и тој ја измисли таа дива депонија. Таа е негова креација. Таа е негова креација и при тоа измислише 20 на други. Па ние се ги расчистувавме и остана тој простор каде што редовно нашето комунално предпријатие, граѓаните што isfрлаат некој кабас отпад дополнителен, го собираат и пак го транспортираат на Дрисла. Кога ние дојдовме, имавме само долгови према Дрисла и од тоа малку што го носеле, а не носеле ни 50% ние што носиме сега кон Дрисла, тоа се податоци, извеште и јавно достапни. Ние сега имаат долгови, 4 милиони имаат долг кон Дрисла, неисплатен, замислете си. Па ние го вративме тој долг од 4 милиони денари и сега
Смена Сега нула колку долгови. имате? Нула долгови кон Дрисла. Можеш слободно да идеш. Тоа не можеш да го слушаш ти. Тоа ти е неприродно, пошто општината ја остави со стотици милиони долгови по сите основи, а сега општината има нула долгови. Тоа ти е тешко да го слушаш. Знам, боли. Ама така е. Ја презадолжи општината, ја презадолжи до крајни граници. Можам тука ги носам сите фактури што не се исплатени во твое време. А ја лажеше јавноста тогаш дека немало долгови. И тоа какви долгови остави. Но мимо тоа, исто така, во однос на модернизацијата, затоа што ние јавно комунално предпријатие, немавме до трајана механизација, ништо не правеле во однос на тој дел. Дури напротив, ја можам да визвам фиктивни договори кои ги исклучувале пред 20 на години. Замисли си место да купуваат возила и да го модернизираат јавното комунално предпријатие, тој исклучувал како директор и како градоначалник договори со надворешни оператори. Да не ги спомнувам фирмите, каде што многу пари се испумпувале од јавното предпријатие на фиктивни договори, кои што тој ги исклучувал. Еве ќе ви Сега одговорам. малце да одговорим. Те оставив преска рече уште ти бараше, сега да си Колку ти треба да ти оставам значи просто? само не ќе да го слушаш тоа, знам те боли. Јас го Такви слушам. ги испомпувавте тие пари и знаете колку пари да ви извам сте дале по такви фирми, место тие пари да ги вложите во предпријатието. А сега набавени се дури 3 комунални возила, 2 подигачи, нова машина робокопач, нова цистерна за питка вода, нова цистерна за фекална вода, нови машини за пробивање на фекални канализации, опрема, само 1000 садови за отпад, од кои што 800 со помала литража и околу 200 контейнери со многу со 5,5 кубика, 1,1 кубик и така натаму. Така да не даваше редовно плати на вработените. Замислете. Еве бидејќи директор Само да го искажам ше две ги речи. кажавте, Не даваше редовно плати по 3 месеци, имаше периоди во тоа време кај што ЕКП не зимаа Во плата. кое време? Во твое време. И исто така имаше протести, со машини му ја блокираа општината, замислите вработените. Сега редовно платата е покачена за 50%. Редовно зимаат К15 вработените, што во негово време мисловна именка беше, ги пренаменуваше средствата за вработените во други работи да крпи други дупки. И сега збориме за јавна чистота. Ве молам. Пак тој ги остави во такво дереже предпријатијата, особено ЈКП Илинден, го уништија. Фиктивни договори случуваа. И сега тој ќе кажува за некоја модернизација, како било што било. Па граѓаните знаат, гледаат, пратат. Минути за контрареплика, повелете. Јас само контрареплики имам, така. На директни имаше кон вас упатени прашања. Граѓаните добро знаат. Така. Добро знаат. Ова сега што го кажуваш, на некој начин си го кажуваш сегашното работење. Затоа, еве, колку возила имате сега? Кажа наброја, меѓутоа што е функционално? Претходно предпријатијата беа одлика, една квалитетна, значи секогаш можеше по камион, по ѓубретарка да се смени да се свери часовникот. Сега немате ниту ред, ниту доаѓаат. Почнавте да доаѓате со киперчиња, камиончиња да ги собираат кантите за смет. 2005 година и претходно сме делеле бесплатно канти за смет и тоа по 2. Значи, тој период сега не можете да го пресликате. Се враќаме на почетокот. Ке излеземе и со кантарските белешки сега со Дрисла. Еве, за овој период да зборуваме. Колку има кантарски белешки? Дали, ве прашувам, дали таму не ви е забрането истурањето на смет? Дали го носите таму сметот? Дали правите дополнително депонии? Значи, за тоа се гледа и затоа е актуелно сега. Во тој период не било актуелно сметот. И да одиме понатаму. Значи, еве во делот на образованието, ѓубрето... Не, мора, сега бидејќи контрареплика има за конкретно за... Не, образование, чекај се. Предпријатието било најдобро во Македонија и понатаму. Ти можеш да зборуваш што сакаш сега. Добро. Луѓето си знаат, еве, точно. И ги има информациите. Има, еве, точен отчет каде што граѓаните ме поделени знаат точно се пишува тука што е набавено. Инаку само една компарација за сметот. 2014 година, јануари, февруари, за сите месеци, 1.218.860 килограми. 1.218.000, 2024, 6.911 предадено во Дрисла. Толку предавале, не го плаќале. Сега толку се предава, значи целиот отпад се носи таму и се плаќа. Во однос на модернизацијата, немаа подигнувач. Имавме договори со правни субјекти, не може да извршат услуга во 2021. Пушти го официјалниот веб два нови подигнувачи за контейнери се набавени со овој период.
Имаа возила од 80-тите години, антиквитети, по 40 години стари возила. Сега ги менувавме. Цистерна за пивка вода 17 години не купил. Значи немал ни за перење улици, ни за ништо. Сега се купи и цистерна и за пивка вода која што и ќе служи и за дотурна вода кај што треба, и за перење на улиците нормално, но и за некои, не дај Боже, пожари. Исто купивме модерна цистерна за фекални отпадни води со 5 кубика, која што и Нема да речам контрареплика, ќе ви речам ваша визија за екологијата и за овие еколошки проблеми и нормално мислам проекти кои што еве ако ја добиете довербата на граѓаните би ги направиле во однос на екологијата и чистотата. Ние целиот овој проблем сме го решили уште 2005 година. Таа слика треба само да се преслика сега и да се продолжи со сето тоа. Уште 2005 година сме биле најдобро предпријатие во Македонија и со најдобра опрема и најквалитетни услуги. И тука понатаму што и да збораме илузорно, тоа се гледа. Сите овие невистини и историјати, значи ние ако правиме компарација 2005 со 2025 или 21, значи 2005 каде била општината Илинден, а сега каде треба да каде дојде до 2021, каде беше и што за овие 4 години ти направи. Значи јас неколку пати те прашав еден изворен проект, ти повторно ѓубретарки. Па ѓубретарките нормално е дека тоа па што не си го купил ако било нормално. Па сега ако сум те обезбедил, јас не знам еве што работеше. Ти 4 мандати требало, еве гледаш јас сум обезбедил сега. И имало, и се било. Кога последна си ја купил? Подобар квалитет сме имали. Секогаш еве до 21 беше добро. Сега настана проблемот со ѓубрето. Не е така. Ние наместо да одиме понатаму, еве во образованието. Што се случува со образованието? Уште во тој период изградивме нови згради и воведовме средно. Значи во тој период воведов средно образование, тоа техничко образование, кое што од 50 години немаше воведено. Значи тоа се тие проекти. И изградба на училишта нови, изградба на детски градинки нови. Вие што направивте? Викаш доградив 3 зида догради 30 квадрати. Абе функционирањето, основата, тоа е клучот. Затоа те прашувам. Еве, во моје време и детски градинки сме отварале, и училишта сме отварале, и средно сме, и сме граделе објекти, и домови на култура, и во сите области. Кажи ми ти еден проект што не е доградба, надградба, ревитализација. Па сега ти кажа, здравствениот дом од тебе ли изграден? Здравствениот дом не ти е во функција. Функција како не оди влези. Ама еве кажете ми дека не е во функција. Ама изграден ли? Изградена е зграда. Погледни во камерата и кажи дека е во функција, еве да појдеме сега во здравствениот дом да ги добиеме услуги. И направене, не е руина. Кои услуги ќе ги добиеме? Сега ќе одговориме за други вакви. Ама нас не интересира граѓаните. Граѓаните ги интересираат услугата, може да ја добие или не може да ја добие. Историја не го интересира граѓаните. А еве сега ќе видиш дали можеме да добиеме здравствен дом, дали нашите деца не Зашто ти 17 години направи зграда за здравствен дом? Зашто? Во Илинден. Еве туваше. Зашто не ја направи? Затоа што сум правел многу објекти други. Други, па основното нешто, здравствен дом направи во Миладиновци и е во функција. Зашто еве во Илинден не ја направи? Во Миладиновци направи. Кои специјалистички услуги таму ги има? Што функционира во Миладиновци? Таму е максимално функционира, тоа е во функција. Века, па значи сега е поголемо, че сме направиле поголем, не фалиш. Јас сум направил здравствен дом во Миладиновци, кога ти уште не си сонувал за тоа. Да, гледам како 17 години треба да не направиш во Илинден. Сакаш да пресликаш нешто, меѓутоа тоа се лоши копии и нефункционални. Почни од игралиштето, почни од здравствен дом, со сметот, со ѓубрето, не знам област во која не тонеме како општина. Општината била лидер во се била лидер. Тоневме со тебе, не донесе до питачки стап, ја презадолжи општината, не направи со извршители, што ги носаме тука податоците. Тоа се све невистини. Да, ќе ги добиеш, ако не, ајде ќе се случиме на сутата, па сега зошто еве 4 години имаше, зошто не ли направи ревизија? Кажи го извештајот од ревизијата. Има, сакам ти покажам, еве ти од одмора. Еве ти ако сакаш и за тоа ќе разговараме. Зошто не ми ја достави? Барање податоци, основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Еве, на 16.5.25. Сектор за внатрешни работи, единици економски компјутерски криминал.
37. И да не ги вадам и другите да ги кажувам. Александар, одговори им на луѓето тоа што те прашувам. Ако сака за тоа да одговориме, затоа што не дефокусира темата. Значи... Во однос на образованието, ако имам 2 минути сега да кажам пошто кажа, започнено школа на брзина, без никаква одлука, со стар проект и ќе градила школа. Не само што направи 300 проблеми, требаше да го довршиме, да го направиме без обезбедена оправа. Комплет го опремивме по највисоки стандарди. Без огради, партерно уредување никакво. Приклучоци никакви. Само 50 на милиони обезбедено, 56 милиони, а договорот го склучил на 120 милиони. Па ги враќавме долговите и за тоа. Многу отворивме. При тоа, другите училишта, вие да отидете да ги сликате како изгледа подрачно училиште во Мралино, какво беше школскиот двор, а знаат граѓаните од Мралино, или какво беше училиштето во Бунарчик, какво беше училиштето во Текија, во Мршевци, да не зборам за другите училишта. Па ние го сменивме, да мислите, кров азбестен имал. 17 години го сменил на Ристо Крле училиштето. Азбестен кров, што бил за децата многу погубен. Значи, комплетно е сега сменет тој кров. Кога го сменивте? Пред 2 години. Кога Тоа беше завршено претходно, кажа, што збориш? Што збориш бе? Вие пред 2 години кој дел живееш? Ама Кадино знаат дека пред 2 години се смени целиот габе. Како збори? Тоа во Бунарџик, на сега направивме додатна посебна просторија за вежба децата во Текија. Кровот е сменет во Текија, кровот е сменет во Мршевци. Тие нема сменети се нови пелети, печки за пелети за грејење. Нема да ги загрејат децата на дрва уште ги греја. Значи, и тој зборува за модернизација. Немаше целодневна настава, воведовме. Немаше ни сензорни соби, воведовме. Сега има целодневна настава во Ристо Крле и во Гоце Делчев. Значи, а со изградбата на спортската сала ќе возможиме едносменско работење и ќе воведеме, ќе го довршиме тој проект и во Браќа Миладиновци. Значи, кога збори за градинки, биле доградби. Па тој земено училиште им го затвори на луѓето во Марино училиштето, место да направи нова градинка и ја доградуваше. И при тоа, окей, се доградувало, при тоа не законските норми не се исполнети таму. Не беше упишан тој објект. Еве го нека потврди во камерата. Повелете, мора сега веќе минутите се него. И тоа да кажам, со новиот дел на детската градинка се реши моментално 100% листата на чекање. Сега моментално градиме нов објект надвор од тоа. Централна кујна. Со таа централна кујна ќе добиеме капацитет за 650-700 оброци на ден, каде што ќе можеме да ги покриваме и училиштата. А со преадаптација на простојните ќе згрижиме уште плюс 60 на дечиња. Значи се рационално се работи, се згрижува и се инвестира. Да, училиштето во Плац, во Ограѓе е 90% изградено во време на мојот последен мандат, во рамките на последната година. Ти имаш тука учество само 1%. Тоа знаеш кој процент е? Во сечење на лентата. И ништо повеќе од тоа. Сето тоа после е последица на изградба на училиштето, воведување на целодневна и така натаму, се е тоа последица на изградбата. И понатаму ќе градиме училишта. И таму кај што се најнеопходни, ќе ги градиме. Меѓутоа, се што е изградено е функционално. Тоа што вие, за среќа, не можете да уништите за овие 4 години тоа што сум го градел со години, не можеме да тоа е добро. Затоа што се гледаат објектите и проектите се видливи. Видливи се тие и тие се функционални. Компарацијата може да ја правите во кој сакате пресек на општината. Општината пред 25 години сите знаат каква беше, во каква состојба беше. Од една рурална општина. Затоа сега полека се доведе до еден урбан дел. И тој тренд мора да продолжи. Значи мора да продолжиме со тренд. Општината повторно мора да ја вратиме во правецот и во насоката каде што треба да се движи во позитивната насока. И затоа сум тука за да не дозволам, за да не дозволиме со граѓаните, ја барам довербата да не дозволиме да општината ни отиде во негативен правец со вакви изговори и цело време изговори. Значи, ние мораме да инвестираме во проекти кои што се во функција на граѓаните. И за наредни 4 години да биде општината ќе биде со најдобар просперитет, најдобар развој, економски најсилна општина и
во квалитетот на живење мораме да го направиме така како што треба. Ако дозволиме и овие 4 години надолу да одат со аргументи, со изговори од пред 25 години и проекти што сме ги решиле и проблеми пред 20 години, сега стануваат топ тема, тогаш за што би разговарале? Повелете со контра. Најпрви кога кажува за нефункционалност, тие училишта што ги набрав беа со протечени кровови, никакви услови таму животно не би оставиле, а не деца да учат, такви просторни услови направи. Школото не беше воопшто почнато по проект, па ние го менувавме да го доградиме, на брзина почнато, не стратешки, не за средното училиште говорите или за основното? И сега ние имаме комплетен нов проект и во програмата го имаме и подпишано договор. Ние подпишаме веќе договор за изградба на нова зграда во рамки на старото училиште, во рамки на дворот на старото училиште, каде што комплетно треба да го решиме образованието. Зашто? Со малку измена на тој проект на почетокот, кога на брзина трчаше да го случи договорот, со необезбедени пари, сега може да се види проектот. И што направија таму? Не им фалат квадратури, сега им фалат квадратури. Кој знае кај ги однеле тие монтажните контейнери, најверојатно ги делал по спортски игралишта. Сега ги гледаме таму, најверојатно таму ги оставал. Што направил таму? И место да имаме плюс уште 5, 6, 7 училни и да го решиме комплетно проблемот со образованието во Илинден, тој не стратешки, без никаква анализа, почна нешто што ние после тоа моравме да го оправаме. А сега, со овој договор што веќе е подпишан, ќе речем, готово подпишан и почнуваме со камен темелник за некој период од сега, таму комплетно го решаваме проблемот со училни. Значи, едносменска настава, комплет во прва смена, со сите можни кабинети, се средано. Така, општина Илинден има 2 основни и едно средно училиште, или 3 основни училишта. Тоа сакам да го кажам во делот на образованието. И исто така, во делот на Извини, проектот со новото училиште е основно е исти со проектот од средното училиште. Ако средното училиште е изработено од проект од Европска унија и е со најдобри материјали, значи истото е пресликано, тоа може и визуелно да се види, сега не знам. Тоа брзање, вие што го направивте и затоа има 15 училни, а требаше да има бар 25. И ние можеме и сега ќе ги доградиме другите. Еве сега ќе направиме. Ама само зашто кога можеше тие пари се да ги насочуваме на друга страна, ние сега тие средства да ги трошиме. Нешто што требало многу порано да го завршите. Вие не сте го на 17 години. Пазете, 17 години ти треба да почнеш училиште основно училиште во Илинден, што го етуваш и дури 17-та година таму на 3 месеци пред избори нешто на брзина почна и сега ти ќе кажеш за образование. Па ти старата зграда ја немате, сега имаме реновирање, реконструкција на старата зграда да ја доведеме во некоја да личи на нешто. Пред тоа каква беше ставена за поставена. Фотоволтаици имат сега ставено и на средното и на основните училиња, што било научна фантастика во негово време. Кога збориме, немојте да зборувате на памет. Диво градби имаат оставено, диво градби, верувајте. Неупишани објекти. Тоа е срамота да го кажуваме сега. И сега ве се здружил со СДСМ и мисли граѓаните тоа не го препознаваат. Од чисти лукративни причини. Замислете. Овие биле добри, па сега не се добри и сега идам со овие подобри се. Абе, гледат луѓето, немој така да ги заведуваш. Јас одам како личност. Абе, каков личност со печат на СДСМ си? Ти не си независен. Јас одам како личност. Ти си кандидат на СДСМ, не си личност. Јас одам како личност и го застапуваме граѓанскиот концепт. Кој концепт? Ти си кандидат на Филипче и на СДСМ. Јас сум кандидат на граѓаните затоа што ти си кандидат на СДСМ. Ако сакале граѓаните ќе си отишол независен, нема да идеш на СДСМ. Јас сум граѓански концепт. Знаете што, овие празни фрази што ги кажуваш, не само нашите луѓе што го препознаваат и граѓаните, него ги препознаваат и членството во СДСМ. Па кога ќе се сретнете со нив тоа кажуваат. Вака, во интерес еве и во духот на демократскиот диалог ги користиме последните 10 минути. Има многу теми, бидејќи навистина една од најбрзо растечките општини во Скопје, општината Илинден, би ве прашал околу еве патната инфраструктура и околу паркирањето, дали имате планови во однос на тој дел? Општината Илинден е најбрзо растечка благодарение на силните, јаките темели поставени. Значи, силен фундамент има општината Илинден. Има најголем број на инвестиции кои што го даваат развојот. И тие континуирано го подобруваат и стандардот на граѓаните, подобруваат и квалитетот
и овозможуваат и нови и квалитетни слободни работни места. И понатаму ќе се продолжи во овој сегмент. И понатаму, значи, основа ќе биде Илинден да биде град на младите. Значи, најголем дел ќе биде посветено на младите. Младите ќе добијат нова зграда каде што ќе можат да отворат, да имаат своји простори, бесплатни, со целосно опремени услови за да можат и стартап компаниите да се водат, и културно-едукативен центар каде што ќе имаме едукации за од најмалите до највозрастните. Тоа е она што го уништија, што не функционира. Да не зборувам за културата, која што нема ништо од културата. Се она што го градевме и пошто беше препознатливо општината, за жал се руши. Ние тој дел ќе го направиме и ве уверувам дека во наредниот период, заедно со зоните, заедно со граѓаните, се она што претходно сме го зацртале, не сме го довршиле, меѓутоа крајната цел е Илинден да биде град на младите со најубави и најквалитетни услови за живење и со највисок животен стандард. Јас можам да ви кажам дека Илинден ќе се компарира со Ирска, со Англија, со европските држави, исто така и со Нов Зеланд и Австралија. Тоа е она што ќе го постигнеме следните 4 години и затоа сум кандидат како Жика Стојановски. Мене така ме знаат луѓето, како Жика Стојановски, и знаат што заедно сме постигнале, и тоа и во иднина ќе го направиме. Ке немаме можности за многу реплики, контрареплики, повелете вашите минути. Да, вака, значи во наредниот период, како што кажавте, ќе продолжиме со инфраструктурата. Веќе да знаат граѓаните дека со измени на законот за полиција, нешто што беше ветувано многу одамна, сега на 5 август објавување во службен весник, но има одложен на примено 9 месеци законот, се предвидува полициска станица од општа надлежност за Илинден. Значи тоа е една долгогодишна борба која што конечно ја добивме и Илинден ќе добие полициска станица. Веќе сме во изработка на нов урбанистички план кој што треба е во финална фаза до крајот на годината да се донесе со нова маркица каде што и ќе градиме нова зграда. Таа може моментално да биде во адаптирани услови, а понатаму ќе градиме и нова зграда. Во однос на други... Зошто ја затворивте постоечката станица, што ја отворивме? Сега ми упаѓа Ама евете прашувам дека ќе полициска станица, каква полициска станица? Никој не ја затворил, не ни доаѓаат полицеците. Абе тоа деление немавте. Отворија веб страницата што ја затвори. Имаме закон, имаме полициска станица со сите можни вадење на документи, со сите нишани како што е полициска станица. Тоа е проект почнат и тој почна да се вие со Оливер Спасовски, твојот личен пријател и протеже сега во СДСМ, што те гура и пред 4 години ти ја форсираше кампањата за независен. Полициската станица ја отворивме. Ти доаѓаат и се потпишува на твојата кандидатура. И ти со нивните потписи стана независен, сега ајде не независен те зема ака нив. Ако ја отвориш веб страницата на за полициска Илинден. станица, бе како у 2 канцелари полициска станица ќе правиш? Законот еве го носам со мене и да си прочиташ. 17 години не знаеш еден закон да прочиташ. Значи да видиш дека законот е донесен, има уредено каде што точно се предвидува сега со овој закон дека Илинден добива полициска станица од општа надлежност. Така, и оние тоа е на база на барањата и оние флоскули што ги кажува тој за некоја независна кандидатура, тој е кандидат на СДСМ. Замислете, граѓаните тие култивни работи ги препознаваат. Ваму бев, па кидам независен, па сега кидам во СДСМ, дај што ако треба и со најголемиот непријател ќе се здружам само за пуста функција и пусто столче. Ама граѓаните тоа го препознаваат, граѓаните тоа го гледаат и нема да го дозволат. Затоа што нема да го дозволат граѓаните да тоне и понатаму општината Илинден. Тонеше со вас и со СДСМ 7 години државата. Отворете ја веб страницата, 7 години траеше, 7 години ја тонеше државата вие како СДСМ и твоите пријатели заедно со Зоран Заев, Оливер Спасовски. Ја тоневте, ја потонавте државата и сега нема да ви дозволиме да ја потонете и општината со неколку поединци, твои пајташи. Јас те прашав едно прашање, за жал помина цела емисија. Ништо ти не кажа, само не знаеш да одговориш што направи, да ги запусти јавна хигиена и предпријатија и општи да и се. Јас делата ги остави и се гледа. Јас не ми останува, бидејќи времето ни е ограничено. Ви благодарам многу што бевте дел од оваа дебата. Верувам дека голем број на проекти кои што се почнати, кои што сте ги почнали, кои што треба да се реализираат до крај, ќе бидат завршени.
Независно кој од вас ќе ја добие довербата од граѓаните, во секој случај ви благодарам за издвоеното време и ви посакувам успех на престојните избори, а граѓаните секако го имаат последниот збор, па ќе одлучат на кому ќе ја дадат довербата за следниот 4-годишен мандат. Уште еднаш благодарам. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас.